civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Повеќе политичари со кои сум разговарал го кажуваат горе-долу истото, дека граѓаните се првите и последните кои треба да ги имаме предвид и се помеѓу и така натаму. Кога ги споменавме веќе изборите, дали мислите дека на нашата земја и се потребни предвремени парламентарни избори? Од аспект во ситуацијава како што се наоѓаме, мислам дека не се предвремени парламентарни избори, бидејќи виси едно отворено прашање, тоа е билатералниот спор со Република Бугарија, кое што мислам дека е во интерес на ВМРО ДПМНЕ, а и во интерес на граѓаните да се реши сега. Но јас на вистина не можам да знам кои ќе бидат капацитетите со кои ќе се располага и како на вистина ќе може да се реши тој спор. Мислам од тоа ќе зависи од многу аспекти, од начинот на кој што ќе се однесува новата влада во Бугарија и каква ќе биде проактивноста на владата во нашава држава. Но тоа пак ќе кажам не зависи од тоа е сега во моменталнава состојба. Но ако сите кризи кои што се надвиснати над Македонија се продлабочат, само по себе ќе дојде и очекувано ќе биде да има предвремени парламентарни избори, дали ќе бидат летово или во октомври, тоа се зависи како ќе се однесува влада. Сега како што се работи, очекувам да има предвремени парламентарни избори, иако пак ќе кажам дека не е добро, бидејќи граѓаните колку почесто има избори, тоа беше лошо и во времето на владењето на ВМРО ДПМНЕ. Треба да се остави еден мандат целосен за да се види една политичка гарнитура што може да направи. Наследниот мандат кои што ќе го побараат, тогаш граѓаните ќе го кажат последниот збор. Вие испорачавте, не испорачавте и фала многу пријатно. Ќе останете или нема да останете? Кога зборуваме за изборите, ние слушнавме и дури од премиерот една изјава, меѓутоа и постојат и други извештаи, истражувања кои се однесуваат на говорот на омразата, на дезинформациите, на црната кампања, кои се алатки на, би рекол, хибридните закани, кои се разбира дека чинат пари, многу пари, па тоа и слушнавме дека дури имало и странски пари во кампањата и така натаму. Дали имате сознание дека такво нешто се случува и се случувало и како тоа изгледа во да речеме како тема во вашата партија? Дали може би вашата партија користи некои такви средства и во смисла на финансии или пак алатки како што се говорат на омразата и дезинформации? Гледате, во однос на тоа како се финансира тоа, мислам дека ова е главен проблем на владата. Бидејќи смешно е да излегува премиер и да кажува тоа, да не го адресира каде е проблемот и тоа е проблем на безбедносните структури. Ако една влада дозволила од други држави да се влеат пари, кои што ќе делуваат, како вие викате, хибридно, и никој нема да го знае текот на тие пари, зашто ќе бидат наменети, тоа ја прави уште понесигурна држава. И тоа прашање секогаш се адресира на владата, зошто ако е така не е санкционирано. Вака ние може да зборуваме дека навистина сме слушнале, сме рекле, но тоа се празни зборови и флоскули. Јас за такви обвинувања сакам да има реално докази. Очигледно е дека има сайбербулинг и дека за тоа требаат пари, но од кај се финансирани, зборувам за сите политички партии, стварно не можам да знам, но очигледно безбедносниот сектор има проблем. Не може, ако некој е цел на сайбербулинг и ако пријави во МВР да му пратат мејл дека тоа е лична навреда и да не се занимаваат со тоа. Бидејќи ова не е мала работа. Ова не е работа за една индивидуа. Ова е работа за станување порозно општество. Граѓаните ќе почнат да живеат со автоцензура. И мислам дека не е здраво во 21 век да станеме автоцензурирано општество. А ако не го решиме тој проблем, еве уште еден предизвик за новиот премиер и за новата влада, ние сериозен проблем ќе имаме кој ќе сака да се занимава со политика. И не зборам само за политичари. Со автоцензура се и бизнисмени, обични граѓани, медиумите. Значи, медиумите се автоцензурирани. Ние гледаме ако некој новинар излезе со некој текст или не знам, некој интервју кое што не им одговара, дали на власт, дали на опозиција, тој буквално е масакриран на социјалните мрежи. И на крај луѓево се откажуваат.
И тоа мене многу ме обесхрабрува. Прв проблем да ги решат безбедносните структури, граѓаните да не се чувствуваат заробени, да не се автоцензурирани. И затоа ова прашање мора да се реши. И многу е несериозно да кажете ова се случи, имаше прилив на пари. Па кај беа службите? Зошто не реагираа ако имало така? Зошто не се адресира? Значи не можеме празни флоскули. И да е така, мора да докажете, мора да санкционирате. Зашто сега ако тоа се случи на следни избори, кои знае од каде може да се случи, да се финансира, мора да реагираат и тоа ја прави државава несигурна. Дека влада е некоја анархија и дека не функционираат, немаме функционални институции. Ние ако имаме функционални институции, никој нема да се охрабри да го прави тоа. Нити да се финансира на тој начин, нити така да атакува. Па у Бугарија имаше пример каде што еден имаше говор на омраза државјани на Република Бугарија заради оваа несреќа која што се случи за жал со автобуската несреќа, тој беше веднаш санкциониран. Кај нас такви имаш на дневно ниво илјадници коментари и никој тоа не го тангира, како тоа да не е проблем на општеството, ама тоа е прави ранлива државата. Во таа смисла, сајбербулингот, говорот на омразата, дезинформациите кои потоа имаат цел да предизвикаат уште говор на омраза, дискредитација на жените, особено жените во политиката, делумно може да се каже и жените во бизнисот и така натаму. Тоа е една жестока ситуација во која жените се наоѓаат, почнувајќи од вас, бидејќи навистина сме биле сведоци за тоа колку многу често, со колку жестина се нафрлале на вас и во медиумите, а особено на социјалните мрежи. Од таа позиција, со тоа, би рекол, горчливо искуство кое го имате и кое веројатно ви пречело на различни начини во развојот, во политичкото дејствување, што ќе им кажете? Еве, слушнавме за властите што кажавте дека е потребно да се активираат и да го следат словото на законот и да ги заштитат граѓанките и граѓаните од прво и медиумите да ги заштитат. И медиумите, се разбира и жените. Сепак, знаеме дека жените во нашата земја се високо образовани, дека имаат силни капацитети кои за жал не се искористени. Гледаме и колку градоначалнички имаме, дури и помалку од претходните. Што ќе им порачате на жените? Дали да се откажат од борбата, па нека им ја дадат 100% моќта во рацете на мажите, или што треба да направат? Не, треба да се охрабрат. Заради тоа што ако сме повеќе, тогаш не можат сите да ги напаѓаат. И на крај тие ќе се откажат. Значи, жените мораат да бидат силни. Мене навистина ме загрижуваат и невладиниви организации кои што и тие тактизираат со кого ќе соработуваат, да не случајно им се налутат големите политички партии, па потоа нема да им присуствуваат на настаните и ќе им пропаднат проектите. Треба да имаме една цел и да сме искрени. Дали сакаме да го истуркаме ова или не? Јас се надевам, се извинувам што ќе ве прекинам, се надевам дека препознавате дека цивил не е во тој. Да, и затоа дојдов, бидејќи често ми викаат зашто одиш кај тие се провладени. И ја викам, не сакам да живеам во општество во кое што треба да верувам дека еден портал, интернет, медиум, телевизија, да ги делам на провладени, проопозицијски, за мене тоа деградирачки за општеството. За мене сите медиуми се исти. Мене кој медиум да ме покани, јас со задоволство ќе присуствувам, без разлика колку ќе бидам атакувана, заради тоа што сакам да ја пренесам пораката. И јас не верувам дека некој има лоша мисла ако покани некој политичар да присуствува и да ја говори вистината. Некогаш можеби тоа што ќе окажеме на некој нема да му се допадне, но јас да сум на местото на тие што ги критикувам, ќе ставам прст на глава и ќе речам можеби ова навистина треба да го променам, бидејќи јас не зборувам во моје име. Јас зборувам во име на жени кои што се нашле во иста ситуација како мене. Ја ги охрабрувам жените да ги има повеќе во политиката. Жалосно е што 299 кандидати за градоначалници, само 8% беа кандидати за градоначалнички, и тоа многу малку станаа градоначалнички и тоа обесхрабрува. Но има и друго. Јас не мислам дека е само проблем кај мажите ова. Најголемиот клиентелизам потекнува токму од жените. Бидејќи кога ќе треба да се солидаризираат за вакви прашања, сепак тие
остануваат да дадат поддршка на раководството да не изгубат својата позиција. И на крај, во моментот, моментално ќе добијат, за некоја година ќе бидат и тие тргнати на страна. Да не го прават тоа заради себе, да го прават за своите ќерки, внуки, пријателки, бидејќи ако се избориме за нашите позиции, само тогаш ќе имаме подобро општество. Не е тука дали е некоја жена или маж активна, едноставно да имаме еднакви можности. Бидејќи како што жена може да се навреди со сексистички напади, маж не може да се навреди, но пак ќе кажам, ова не треба да го решаваме со дебати. Треба да се реши институционално. Имаше министерот за правда најавено некои најави за измените во кривичниот законит, на кои што за говор на омраза требаше да има санкција и кривично да се одговара. Не знам дока е тоа и зошто намерно се одложуваат тие, најверојатно бидејќи секој кој што ќе се говори во било која друга политичка партија различно од тоа што мисли раководството, најдобра алатка е да се казни ете на тој начин. Инаку го поддржувам тоа што го правите дека ги детектирате дезинформациите. Се надевам го правите тоа објективно, бидејќи е добро да се каже и од едната и од другата страна, да, некогаш ги читам се од тоа што сум фатила, на вистина разочарувачки е кога ќе слушнете нешто за вас, а не е вистина, и за било која друга политичка состојба, еве. Било што се дозволува во медиумите да се пласира и тоа што треба и тоа што не треба, дури нешто кога ќе прочитате да не ви се верува што е пласирано, а знаете дека не е така. И тоа е добро. Добро е што се детектира, но има едно друго ниво, да се санкционира. Јас сум за слобода на говор, секако, значи, новинарите треба да имаат неограничена слобода на говор, бидејќи тие се седмата сила и тие се корективот на општеството, но секој треба да мери што ќе каже и што ќе напише, бидејќи од неговите зборови може да предизвика нешто кое што ќе има далекосежни последици. И затоа секоја дезинформација да не биде, не знам, кривично санкционирана, туку да биде осудена морално за да знае новинарот и заради неговиот личен авторитет и перспектива дека во негов интерес е да ја говори вистината. Јас се надевам дека ќе ве слушнат жените и дека ќе се солидаризираат и дека ќе имаат многу повисока видливост и гласност во наредниот период. Меѓутоа, верувам дека уште многу борби и предизвици ќе треба да се поминат за да видиме една ситуација во која општеството е поправедно. Нема праведно општество без еднаквост меѓу родовите. Во таа смисла би сакал, ако смеам да ви сугерирам, да се насочиме и за последното прашање. Кои се перспективите на Северна Македонија во 2022 година? Еве, од аспект на родовите прашања, се разбира и пошироко политички. Да, во извештајот од Европската комисија има нотирани добри забелешки, дека е донесен законот за спречување корупција и заштита на семено наследството е одамна донесен, но има една забелешка дека не се води сметка дали навистина Истанбулската конвенција за човекови права ја ратификувавме, но колку се имплементира, и мислам дека тука фокусот е многу слаб. Во време на пандемија имаше изразено големо семено насилство, за кое што многу не се говореше во јавноста и мислам дека недоволно се санкционираше. Има навистина измени во кривичниот законник, но најчесто жените не се осудуваат да пријават семено наследство бидејќи се економски слаби. И во едно навидум, сиромашно општество, каде што не секој може да има парче леп, односно да има личен приход, малку жените се охрабруваат да пријават дека се жртви и тогаш бадијала постојат законите ако не можеме да ги применуваме во пракса. Јас мислам дека еден од предизвиците е економското јакнење на жените и подобрување на нивниот животен стандард, за да таа жена која што е жртва на семено наследство да може сама да се издржува и она и незините поколенија, незините дечиња, бидејќи навистина е тешко да се бориш дома со силни притисоци и со физичко насилство, најчесто дури има и многу жртви кои што завршуваат со смртен исход, и тоа е порас на општеството и тоа не е само во Македонија, туку е во цел свет, но мора да се фокусираме прво на тоа. Второ, правата на работничките. Еве се говори за минимална плата. Навистина јас поддржувам да е
и 18.000 денари и 25.000 денари да биде минималната плата, но имаме една друга реалност каде што работничките сите кажуваат, особено во текстилната и кожарската индустрија, дека тие парите ги враќаат во плик. Затоа пак се глуви и неми институциите и не санкционираат и тогаш на крај работничките се откажуваат од правото да го пријават тоа и не можеме да зборуваме дека нешто сме подобриле ако тоа навистина не е така. Пак ќе кажам, голем проблем во Македонија не е носењето на законите. Ние навистина многу реформски закони донесовме, но што се имплементира во реалноста? Во пракса не се применува. Слободата на медиумите. Мора да се најде начин правен како медиумите сами да се финансираат. Не можеме, поддржувам што добиваат и меѓународна поддршка. Обично медиуми кои што се меѓународно поддржани, тие се и независни медиуми, отворено говорат, но не секој медиум може да го обезбеди тоа, бидејќи финансиските средства не се доволно. Можеби треба да се размисли и државата да ги финансира подеднакво медиумите, за да тие можат слободно да говорат и да не се зависни и да не исполнуваат некои услови, дали сега владата ќе додели средства или нема да додели, па дали они треба да се додворуваат на владата или да критикуваат како опозиција. Тогаш само ќе имаме независно новинарство, независни медиуми и јаки новинари. Бидејќи во Македонија има навистина силни новинари кои што на крај се откажуваат да ја говорат вистината кога ги масакрираат, дали финансиски, дали на социјални мрежи и така натаму. И тоа уствари беше кога критика, дека нели во ВМРО-ДПМН новинарите кога било на вас не се чувствувале доволно слободни, па сега мислам дека новинарите се сега многу сиромашни и не зборувам за сите, но мислам дека има новинарски куќи каде што вработените не можат ни да поделат за личен доход и тоа е сериозен проблем на едно општество. Значи, ние наместо да потикнуваме да се развива седмата сила, ние ја угушуваме. И тука апелирам, дури ако треба да се регулираат и портали, од тоа обично не да се задушат, значи напротив да се потикнат слободно да говорат. Бидејќи тогаш ќе имаме и подобра власт. Ако имаме силни независни новинари, ќе имаме и добра власт, граѓаните ќе бидат правилно информирани, не дезинформирани, бидејќи граѓаните во Македонија секој ден се отруени од погрешни информации за жал и добиваат доза на труење. И тоа труење прави страшна поларизираност во општеството и никогаш нема да можеме добро да живееме ако сме во таква една поларизирана состојба. Во тој дух би сакал да ве поканам во името на организацијата и во името на редакцијата Цивил Медија да пишувате за нас повеќе, особено во доменот на охрабрување на граѓанките и граѓаните, на жените и се разбира новинарите, новинарките и слободните мислители. Ви благодарам на поканата. Благодарам и драго ми е. Мислам, стварно сакам да има проактивно општество. И проактивни новинари, проактивни политичари и најважно со слух за народот. Благодарам. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.